Во ова видео ќе ви покажам како да го инсталирате Visual Studio Community. Ова е многу моќна алатка во која може да креирате најразлични апликации, како Android, iOS, Windows или пак веб апликации. Може да користите повеќе програмски јазици како C#, C++, Python и други. Може да правите апликации за било која платформа. И што е најбитно од се, секој индивидуалец може да ја користи бесплатно да креира апликации кои потоа може да ги дава без пари или пак да ги наплаќа, и затоа многу ми се допаѓа мене. Најпрво ќе го симнеме инсталерот за Visual Studio, а потоа со помош на тој инсталер ќе го симнеме и Visual Studio и ќе го инсталираме. И сега изберете Desktop Development со C++. Вама оставете како што си е, не чепкајте ништо и идете на Next. Сега ќе се даунлодира Visual Studio Community 2019 и ќе се инсталира, пошто ќе можеме да започнеме со работа. Мене ми побара рестарт, не знам вам дали ќе ви побара. Ако ви побара, рестартирајте и потоа кој ќе се вклучи повторно, уклучете го Visual Studio. Сега ќе ви побара да се најавите. Затоа треба да искористите Outlook акаунт. Мене автоматски ме најави, бидејќи со тој акаунт веќе бев најавен на Windows-от, но доколку не сте најавени, внесете го вашиот Outlook мејл со пасворд. Доколку немате таков акаунт, креирајте бесплатно. Откако ќе завршите со тој чекор, вратете се повторно на видео. Сега ќе одбереме да креираме нов проект. Ќе биде тоа конзолна апликација. И тоа конзолна апликација што само ќе испечети Hello World на екран. Сега малку ќе го разместам. Ова го правам со притискање на левото копче на маусот и влечење. Два доста корисни прозорци се прозорецот за грешки и исто така прозорецот за излез, кој ни кажува што се случува со програмата. Сега откако ги наместивме прозорците, ќе ја пуштиме програмата да видиме дали се ни работи како што треба. Еве, се си помена како што треба и на екран се испечати Hello World. Сега го имаме инсталирано Visual Studio и од наредното видео ќе започнеме со туторијалите за C++, кои се за тотални почетници. За да не испуштите видео, мамнете subscribe и се гледаме во наредно.